Здраво, јас сум Мија Куновска, ученик во програмот Мали и возрастни генијалци. Сега ќе ве запознам со еден од најголемите иноватори и чудесен генијалец, Никола Тесла и неговите научни откритија. Доколку ви се допадне на нашето видео и ја поттикнеме вашата генијалност, кликнете лайк и станете претплатни на нашиот YouTube канал. Цитирам: "Сегашноста е нивна, а еднината за која што навистина работев е моја. Нашите успеси и нашите неуспеси се неразделни, исто како и силата и материјата. Кога ќе се разделат, човекот ќе го нема повеќе", рекол Никола Тесла. Никола Тесла бил ексцентричен, тајнствен и брилијантен научник која револуционизира електричната енергија и ја поставил сцената за идната на безжичната технологија. Роден бил на 10 јули 1856 година. Тесла е роден околу полноќ за време на жестоката бура во Србија. Акушерката мислела дека тоа е лош знак и дека ќе биде дете на темнината. Но мајката на Тесла не се согласила и рекла: "Не, тој ќе биде дете на светлината." Во текот на својот живот, Тесла регистрирал повеќе од 300 патенти и измислил многу повеќе пронајдоци. Тој е познат како татко на наизменичната струја, основа за голем дел од нашата модерна технологија. Се верува дека голем дел од неговиот живот е се уште непознат, но нема сомнеш дека тој Никола бил фасцинантен и мистериозен човек. Никола Тесла имал обсесивна личност, бил опседнат со бројот 3 и не сакал накид, тркалезни предмети и допирање на косата. Особено бил внимателен со бисери и не разговарал со жените кои носеле бисери. Дури и кога неговиот секретар носел бисерен накид, Никола веднаш го испратил дома. Имал несоница и тврдел дека навечер му се потребни само 2 часа спиење и иако честопати земал попладневни дремки. Тесла бил многу педантен човек. Како тинејџер поледувал од колера и затоа станал опседнат со бактерии. Чистел се пред да допре. Тој користел 18 салфети за да избрише својата трпезарија секоја ноќ и носел бели рекавици. На секоја вечера, идејата за безжичен интернет и паметни телефони е негова. Верувале или не, во 1901 Тесла имал идеја за безжичен начин како да собира информации за да ја кодира енергијата во својата лабораторија, да ја смени фреквенцијата и да ја емитува на рачен уред. Речиси точно како што денес функционираат нашите паметни телефони. Имал неверојатно сеќавање. Тесла имал моќта да запамти цела книга со слики и со големи детали и затоа се верува дека имал страшни кошмари како дете. Тој исто така имал визии за бројни пронајдоци, создадени во неговиот мозок, од кои многумина никогаш не ги направија дури ни на хартија. Имал способност да визуализира во 3D, овозможувајќи му да ги види сите страни на пронајдок пред да бидат создадени. Низ неговиот живот, особено кон крајот, Тесла живел во многу хотели во Менхетен. Тесла повеќе фокусираше на човештвото и на неговите експерименти, отколку на пари, па затоа никогаш не бил богат и умрел доста сиромашен и покрај неговите познати пријатели. Тесла почина во 1943 година, но некои од неговите пронајдоци и експерименти се уште се чуваат како тајна од страна на американската влада. По неговата смрт, сиот негов имот бил одземен од страна на американската влада, а на неговото семејство им биле вратени неколку одбрани предмети. Американската влада смета дека германските шпиони ги користеле изумите на Тесла. Тесла изградил кула висока 185 метри во Лонг Ајленд, Нью Йорк. На почетокот на 20 век, Тесла ја користел оваа машина за изведување на многу од неговите експерименти за безжичен пренос на енергија и верувал дека има моќ да го цица електрицитетот од небото. Без неговите пронајдоци и истражувања, нашиот современ свет би изгледал сосема поинаку.
Денес експериментите на Тесла може да се видат често во модерната технологија и секојдневниот живот, како што се флуоресцентно осветлување, рентгенски апарати, радио, телевизија, мобилни телефони и друго. Се надевам дека дознавте интересни податоци за Никола Тесла и неговите научни откритија. Јас сум Мија Куновска и сакам да размислите зашто Никола Тесла верувал дека тајниот клуч од извор на енергија се крие во броевите 3, 6 и 9, а сега, доколку ви се допадне нашето видео, кликнете лайк и станете претплатник на нашиот YouTube канал. Пријатно!